Александар Хаджиорданов, роден 1922 година во Аташа. Во тоа време зборот уште не чуе екологија, ни правевме ред во селата, секоја фамилија копа септичка јама, се лиших од сите задоволства. Ќе дојдем, ќе ручам и па се враќам у болница. Ноческа по 2 пати се дечава, зимно време по 3 пати некој пат. Доктор Александар Хаджиорданов е еден од пионерите на кавадаречкото здравство и меѓу првите лекари специјалисти во Кавадарци. За неговото име се врзани почетоците на гинеколошкото оделение кој го формира 1960 година. Човек кој цели 4 децении работеше и живееше за своите пациенти, подредувајќи го животот и своето слободно време на потребите на оние кои чекаа негова помош и лекарски совет. Со негова помош и под негов надзор, светлината на денот ја загледа на 20.000 новороденчиња, податок со кој може да се биде само горд. Доктор Александар Хаджиорданов, кој не знаеше што е тоа слободно време, денес во 74-та година од животот, како пензионер, има и премногу слободно време кое го исполнува со читање книги, гледање телевизија и прошетки по чаршијата во друштво со своите пријатели. Тој е ценет и почитуван граѓанин на Кавадарци. Кога започнува животната приказна на доктор Александар Хаджиорданов? Александар Хаджиорданов, роден 1922 година во Аташа, во семејство од 9 души, 3 сестри и 1 брат, татко и мајка, баба и дедо. Татко ми почина релативно млад, на 68 години, дедо ми 95, баба ми 90. Од малечок бев сред село, каде ми беше и куќата, до самата кафеана, каде нашата фамилија имаше отворено на захтев на селото, затоа што е центар на селото. На захтев на, разбира се, по имотните, иако тате беше сирома. У прво време бил до 29-та година горе-долу имоćен, затоа што одел во Битола како кирајџија. По кризата 29-8 година, он се повлечува и станува колар обичен со пренос на дрвена граѓа од Мушав гроб до Кавадарци. Оште мал имав намера, така бар брат ми ме учеше, кој беше поголем, на разлика од 8 години, да треба да учам и у основната школа, каде се запишав у прво оделење, бев за сите 4 разреда одличен ученик, со сите петки, така да веројатно тој момент е одлучил у животот да бидам изабран веројатно од совет на учители или други помоćни луѓе за државен питомец во Србија. Разбира се, на рашун на државата. Ја не бев сам. Дали погодноста беше на посланикот кој беше во тоа време во Кавадарци, или е тоа некоја погодност на нашите родители кои му биле приврженици на посланикот, тек еден ден соопштуваат дека треба да одиме за по завршетокот на 4 клас, тие подобрите ученици за Србија. У прво време не знаевме кој град ќе биде, али во училишната управа во Скопје дознавме дека тоа ќе биде за прво време Горѓи Милановац. Избилја
одејќи по пругата Скопје-Краљево Горњи Милановац, доспевме една вечер таму и не поделија на два дела. Половината останаа таму, половината не префрлија преко Белград за Велико Градиште на Дунав. Така да јас се најдов во втората група, со група од селото и група од Кавадарци, разбира се. Меѓу другите, со мене беа во Градиште Диме Боев, тука од Кавадарци, Ивче Гечевски од Кавадарци, Блажо Джунов Сумјан, он беше у Милановац, Тото Семенов, Тијана Боро Семенов, брат, они у Скопје, ветеринар. Тука беше Ставро Јондев, исто така има брат средјано по 12 деца. Тука беше Ваташки, дали го знаете? Сте чули на Габрат брат му, Боро Ангело. Така да таа група замина у Велико Градиште. Едно убаво градче на самата обода на Дунав, со една великолепна гимназија, црква до самата гимназија, и имавме еден добар живот, бевме примени благонаклоно од населението, како деца, затоа што ја имав тачно у тоа време 10,5 години. Летото проведено на одмор траеше околу 2 месеца, така да септембар месец ни одевме обично наново во интернат. Повторно се јави дека гимназијата ќе наставиме, 5 разредна гимназија ќе наставиме во Крагујевац. Крагујевац е голем индустријски град, ошто во тоа време имаше фабрика за оружје, колку не се варам, таму беше и Лазо Коришевски како работник, односно, веројатно фабриката имала некоја функција, таму беше и Ацо Ицев, исто така од Кавадарци. Они беа споредно, така да повремено се гледавме. Тоа беше револуционарен град. Ние у првите години 5-6 разред, оште не беме толку уклучени у системот, како да кажам, у каква ситуација се наоѓаме ни, дали сме ни таму како некоја помоќ наша или помоќ на србите, како доброволно, ради некое посрбување или како некои мислат. Ја сето тоа го отврнам како инсинуација и сматрам дека српскиот народ доброволно решил да не приме нас како исто така словенски народ, како братски народ. Беме до тој степен уважавани да професорите не ценеа како интелектуалци од појак тип. Често пати беме и меѓу најдобрите ученици во разредите во кои, затоа што беме поделени, беме доста нас, поделени во неколку класа. Идејте да студирате во Белград на медицина? У Белград, тоа беше едно место каде можев да студирам. У прво време бев во домот на Лола Рибар. Ја, Рочко, ако сте чуле, Начо Димков, односно Ангелков на Габрат, најмалиот брат, беше со мене, и Челикот. Челикот го знаете. Да, он е у Скопје. Ние ги заедно почнавме у домот и мислиме да студираме медицина. Арнам се искрсна еден проблем со приемот и запишувањето на факултетот, с тим да бројот е пополнат, околу 1500 души, по потребите на, разбира се, на тоа друштво во тој момент. И моравме да одиме
у делегација ја еден од Прилеп и еден од Битола до Бане Андреја. Он беше у тоа време министар на шума и руда, така би се изразил по српски, и отидовме, изнесовме проблемот, он само го взе телефонот, фати една жена, секретар на у Министерството на просвета, и само после 5-6 збора ми рече, ви сте примени, одите, упишите се. Се опишавме и почнахме редовни студии. Разбира се, ние како свет кој дошол од провинција, кој сака да нешто напредна, имајќи пред вид Страшо, како пример, ние беме толку инициирани да почнеме да учиме, да почнеме брзо да го savladаме српскиот јазик, мислам на ниво, така да често пати не се случувало да имаме подобри писмени задаци него самите крагови. Вработување не беше заправо и вработување, одма се јави на омладинската организација, она ме прати на Црна Трава, на акција на Сурдулица, Врло 1, 2 и 3, тоа се хидроцентрали. Тамо бев околу месец и по дена, беше прохладно време, се сеќавам, малку кубуревме со хладночета, али издржав и оттама право си дојдов дома. Идејќи си дома, во Скопје, одам у Министерството на здравје и секретарката, не е битно сега која и каков е, ми века, че вие би требало да одите на неколку места. Каде би сакали? Дали сакате у Македонски Брод или у Штипско, некаден, по тие мали места, ја не ги знаев местот по тоа време. И не знам што напиша она, дали Брод, нешто напиша, и ја така неко револтиран од односот на така е, бидејќи ја рекол дека сум од Кавадарци и се представи кој сум, што сум, кој имам дома. Али, така беше ситуацијата тоги и се враќам од Министерството, на пат го среќавам Ивче Григор Гечевски, кој у тоа време беше веројатно началник на македонската служба, унутрешни работи, внатрешните работи. И он, кај се евеш, реко, ја втасов. Добро, и шо? Еми ме праќа, реко, у Македонски Брод. Ајде, со мене ме фати потрека, се враќаме назад. Пиши, рече, Кавадарци. Јас, како лекар, и натаки живее на Баташ. Секој сабалина идев на работа, али тоа не беше она што ние го гледавме на предавањата и на клиничките блокови во Белград. Дали имаше и други лекари? Со мене во Кавадарци не. Не. Дојде Диме Мешков, можда он беше Овче поле негден, пратен, а он беше студент во Загреб, он малку нешто покасно дојде, али се уклучи пак одма, па брат му беше тука Иле Мешков. Али он си ги изгуби за кратко време, дали отиде за Загреб, бидејќи жена му беше од Загреб, и после некое време останал тамо, али па се врати, али не во Кавадарци, остана на друго место, дали во Скопје и овamo, углавном на крајните краишта он се лоцира во Скопје. Работевте како лекар од општа пракса? Лекар од општа пракса. Ситуацијата беше таква да во прво време моравме да се владееме по теоријата и она што сме го учеле во факултетот. Превенцијата е основ на лекувањето на народот.
Таква беше и системот. Унициран од не така наобразени луѓе во општината, кој секретар, кој прочелник, тако, некој имаше, и ќе одиме по селата да вршиме превенција во смисла на екологија. Во тоа време зборот уште не чуе на екологија, ни правевме ред во селата, секоја фамилија копа септичка јама и ѓубрето да го фрла само тамо, да се прска со вар и сите тие хемиски средства кои веројатно и ви ги знаете. Доаѓањето од Скопје тука, како специјалист по женски болести, мене ми беше јасно, јас на клиника активно работев, имав и колеги кадаршани, мислам професор Дозаров, така да имав од кого да видам и да чујам нешто. И почнав, разбира се, да работам интензивно, затоа што морав, бев принуден, сам, на терен од Гевгели до Градско. Тоа е површина, не би знаех да кажем колку, али население е многу големо, поготово Гевгелија, која има голем број на села и кои се големи, а некако нашите. А што се однесува до нашите села, они се често пати непроходни зимно време, така да имавме доста тешкочи око допрема на пациентите до болницата. Али јас се држам на принципот на превенцијата. Средни школи медицински имаше доста во тоа време, имаше во Штип, имаше во Прилеп, имаше во Битола, имаше во Скопје, ако не се варам ги од Тетово. Тако број голем на медицинско особје е веројатно потреба да се девојките спремат за послување. Така да добивме во прво време голем број акушерки и мој задаток, моето премислување, замисла беше скоро во секоја село да пратам по една акушерка, односно бабица, зависи каква школа завршила, и одредив тачно што треба да работи, како се работи, па и секој случај го евидентира у својот дневник и одредува ден на раѓање, ден ако има кај жената некоја аномалија, она ја праќа кај мене на еден контролен преглед, уколку нема, ја ќе ја вратам и ќе ја кажам на одреден датум, 5 дена порано, да дојде, затоа што сите почнаа да имат куќи тука, така да 3-4 дена обично се бавеа кај своите блиски и роднини, после на одреден ден со првите болки, и интересирав во таа професија да знаат, така да сите беа перфектни, сите беа еднодушни у знаењето, една на друга си помага работа и се лишив од сите задоволства. Ќе дојдам, ќе ручам и па се враќам у болница. Ножеска по 2 пати се дечава, зимно време по 3 пати некој пат. Хитен случај, поготово за 7 минути морам сум у болница. Дали некогаш сте помислиле дека било подобро да одберете друго занимање? Не сум помислил, затоа што чим тоа го фатив, морам тоа да го довршам до крај и да оставам траг зад мене. Трагот се гледа. Имам често пати
обичај, ќе го зауставам вака, ода децата по улица, у колона, и ја заглава ќе го фатам така, и момче, знаеш ли кој сум ја? Не. Прашаја мајка, душо, кој е тие што оди со очила, црни очила? Од Богатство немам. Имавме одредена плата. Тоа додеше беше горе-долу се рамнеше со платата горе на председателството на собранието. Имавме некои додаци за повик, за дежурство и така да материјално беме осигурени, така да успеав после дълг период да нешто спечалам и на кредит, по тоа време се правеше се на кредит. Направих една куќа да како спомен. што можете да им препорачате на помладите лекари? На помладите лекари да дам некоја препорука, они ако се чуле за мене, они и денеска јако ме уважават. Сега, со промена на времето, не бих сакал да влегувам у политичките води, се промени и односот на лекарите према работата. Тоа народ го осеќа. Тоа е многу жално. Оште не завршил факултетот или при крај, он веќе спремил да, кабинет, супер модерно, купил нешто, да гледа, да ова, оно. Ние да нема микроскоп, да гледа кај жената вагинална флора. А мене ми соеше одмах на како е столот за преглед, маса вака, тука микроскопот и ја земам размаз и ја гледам. Не праќам у лабораторија. Сега ќе ја прати у лабораторија, тамо ќе чека, од тука ќе ја прати, ако напише нешто лек, ќе ја прати тука да рецепта да го напишат. Луѓето губат многу време. Пред се најголемо богатство. Здрав човек, здрав народ, здраво поколение, здраво наследство, здрава радост од срце. Човек кога го љуби древето, разочаран. Народ без здрава нација не е народ.